Во судницата во казнено-поправната установа Идризово вчера продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 63 лица, меѓу кои деца, а над 200 беа повредени. Судењето продолжи со воветни зборови на одбраната, откако на минатото рочиште сите обвинети изјавија дека не се чувствуваат виновни за делата кои им се ставаат на товар. Дел од нив упатија сочувство кон семејствата на жртвите и нагласија дека го разбираат обвинението, но не признаа вина за тешки дела против општата сигурност. На минатото рочиште воведни говори даде одбраната на првообвинетиот собственикот на дискотеката Дејан Јованов, собственикот на МММ кафе Митко Стојанов, обезбедувачот Стојанчо Димитриев и Гроздан Милковски, собственик на објектот. Дел од обвинетите во воведните говори ја оспорија основаноста на обвинението. Родителите и блиските на загинатите во пожарот во така нареченото кабаре Пулс во Кочани вчера се појавија на рочиштето во Идризово со голем транспарент на кој се испечатени ликовите на нивните најблиски, што го загубија животот во трагедијата. Поставен кон паркингот од каде што пристигнуваат обвинетите, меѓу кои оние што се носат со полициски комбиња. Транспарентот имал за цел да ги потсети за загубените животи, велат родителите. Судскиот процес продолжи со воведни излагања на дел од бранителите на обвинетите. На последното рочиште сите 35 обвинети се изјаснија дека не се чувствуваат виновни, а обвинетите, 3 правни субјекти, го отфрлија обвинението. Во пожарот во Пулс загинаа 63 лица, над 200 беа повредени. По повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова го посети државното средно училиште со ресурсен центар Партенија Зографски Скопје, кое што годинава одбележува 70 години постоење. На свечениот настан, што се одвиваше и на знаковен јазик, се обрати директорката на единственото средно училиште за ученици со оштетен слух и говор во Републиката, раскажувајќи ја долгата, богата и недовршена приказна за многуте генерации посветени професори и вредни ученици, чија желба за учење била кронисана со бројни награди, пехари и медали. Председателката Силјановска-Давкова изрази огромна благодарност и среќа за можноста да го прослави важниот ден и јубилеј со учениците и нивните професори. Председателката посака повеќе вакви училишта, повикувајќи се на уставно утврдената задолжителност на средното образование и за гарантираната еднаквост на граѓаните. Укажа на испитување на можноста со помош на дигитализацијата и вештачката интелигенција, учениците со оштетен слух и говор да можат да се вклучат во редовните образовни институции. Исто така посочи на потребата од примена на начелото на афирмативна акција на оваа голема, но недоволно ангажирана категорија луѓе во државната и јавна администрација, образованието, здравството, културата и другите области, заради нивната општествена интеграција, но и придонес во општествениот развој. Францускиот председател Емануел Макрон, кој престојува во Кина, апелираше до кинескиот лидер Си Џинпинг да работи поинтензивно заедно во областа на геополитиката, економијата и животната средина. Европската унија бара помош од Кина за ставање крај на војната во Украина, додека Пекинг бара дипломатски успех поради американските тарифи. Сега повеќе од кога било дијалогот меѓу Кина и Франција е клучен, му рече Макрон на својот домаќин за време на нивната средба во четвртокот во големата сала на народот во Пекинг. Предлагам позитивна агенда со 3 насоки за нашите односи. Една од геополитичката стабилност, економската ребалансираност и еколошката одржливост. Мора да продолжиме да се здружуваме за мир и стабилност во светот, додаде тој, осврнувајќи се на конфликтот во Украина. Нашата способност за соработка е одлучувачка. Си го повика Макрон да ја засили соработката во воздухопловството и нуклеарната енергија, како и во вештачката интелигенција, зелената економија и биофармацевтските производи. Двајцата лидери потпишаа 12 договори за соработка по нивните разговори кои опфаќаат старење на населението, билатерални инвестиции, нуклеарна енергија и заштита на пандите. Кина е 7-миот најголем трговски партнер на Франција, купувајќи стока во вредност од околу 35 милиарди долари секоја година, според податоците на кинеската царина. Околу 10% од овие производи се козметика, а делови за авиони и алкохолни пијалаци се меѓу другите клучни извозни производи.
Поранешната висока представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската Унија Федерика Могерини во врска со приведувањето на распити и обвиненијата што против неа ги поднесе Европското јавно обвинителство, изјави дека не се чувствува виновна. Во изјавата Могерини повтори дека не е виновна. Имам целосна доверба во судскиот систем и убедена сум дека ќе се утврди законитоста на постапките на коледжот, рече таа во соопштението издадено од прес-службата на елитниот универзитет што го раководи во Бриш, Белгија. Во врска со истрагата за основањето на Дипломатската академија на Европската Унија, таа им го појаснила својот став на истражителите. Посочи дека ќе продолжи да соработува со властите, очекувајќи дека исправноста на активностите на Коледжот на Европа ќе биде потврдена пред суд. Могерини, заедно со уште двајца високи италијански функционери, е обвинета за измама, корупција, конфликт на интереси и оддавање професионална тајна во врска со доделување на програмата за обука на млади дипломати на Коледжот на Европа, каде што Могерини е ректор. Времето денеска облачно со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во југоисточните делови. Ќе дува слаб до умерен, а наместа повремено засилен ветер од југоисточен правец. Во Скопје облачно време со повремен дожд, ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Од управата за хидрометролошки работи најавуваат дека под влијание на циклонска активност до крајот на неделата следува период на претежно облачно време со повремени локални врнежи од дожд, кои ќе бидат пообилни во западните и јужните делови. На некои од повисоките планини врнежите од дожд ќе преминуваат во снег. Минималните температури ќе бидат насекаде позитивни.